Добар ден, почитувани гледачи, ова е емисијата Став, која на ЕРС телевизија секој пат оди веднаш по вестите во 17 часот и 30 минути секој петок. Наш и ваш гостин во емисијата Став е господинот Давор Вукадиновиќ, директор на НЛБ Нов пензиски фонд. Господине Вукадиновиќ, добро ни дојдовте во емисијата Добро Став. време, благодарам. Еве, целта на оваа емисија е да го представиме оној втор столб што функционира во нашава земја. Меѓутоа, интересно е тоа што вие почнавте една нова кампања. Па да ни кажете за што станува збор. Да, навистина од вчера, тоа е значи од 3 до 9 започнува едукативна кампања на НЛБ Нов пензиски фонд, која што се нарекува Отворени денови и со која што пред се сакаме да предизвикаме интерес во делот на јавноста, и де факто поставување на прашања во врска со тоа што значи пензиска реформа, кои се ефекти од пензиска реформа, кои се правата на членовите и така натака. Одговори на тие прашања у една кратка брошура ќе може да ги добијат во сите експозитури на НЛБ Тутунска банка, како и на телефонските линии кои што се во НЛБ Нов пензиски фонд или на вебсајтот на Нов пензиски фонд. Што ве покрена, што ве иницираше за да почнете оваа кампања? Значи, де факто, фактот со кој што станавме посвесни дека навистина едукацијата не само што е потребна, туку едноставно сознание дека населението, членовите, имаат многу ниско ниво на познавање за реформираниот пензиски систем, као и за нивните права кои што произлегуваат од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, што е де факто вториот начин како некој ќе остварува пензија утре. Пензијата за 10, 20, 30 години луѓе ќе ги примаат не само од државниот фонд за пензиско инвалидско осигурување, туку де факто и од друштва за управување со пензиски фондови или ако одберат некој друг начин од други институции кои што ќе ги пружат тие услуги. Так, вие сте задолжителен фонд, првиот и вториот столб се задолжителни фондови. Да ни кажете досега колку имате членови во вашиот втор столб? Значи, еве, у кратки црти само да го доловам како е направена дистрибуција на пензиските фондови. Првиот столб е државен столб, односно државен фонд за пензиско инвалидско осигурување. Вториот и третиот столб се де факто фондовите со кои што управуваат друштва за управување со пензиски фондови. Сега, вториот столб е задолжителен, што значи дека сите нововработени лица кои што по 1 јануар 2003 година за прв пат се вработуваат, стануваат задолжителни членови во вториот столб. Тоа значи дека од нивните бруто плати, од придонес за пензиско инвалидско осигурување, 6% од бруто плата се слева на нивна лична сметка, која што е во вториот столб. Третиот столб е доброволен и тоа значи дека секое едно лице може само иницијативно да партиципира и да вложува сам за себе или евентуално компанијата во која што работи да уплаќа за него дополнително пензиско осигурување. Така, ме интересира дали самите фирми ги средуваат овие ситуации кога некое лице се вработи, или пак самото лице треба самоиницијативно да си го одбере оној втор столб? Не, кога се работи за вториот столб, изборот е на членот. Компанија веќе нема ништо со тоа, бидејќи секој нововработен има право да избере едно или друго друштво, каде што ќе партиципира со сопствена сметка, а во случај доколку лицето не избере во рок од 90 дена од првото вработување, во таа ситуација супервизор, Државна агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, по случаен избор го распределува во едно или во друго друштво. Така. Колку се вакви случаи во земјава? Чести ли се или пак, како што рековте, не се доволно информирани? Дури и оние лица кои што имаат договор, значи кои што пристапиле своеволно во едно или во друго друштво, мислам дека имаат многу ниско ниво на знаење. Дури и оние кои што по случаен избор се распределени, значи тие прво немаат информација дека имаат некоја сметка. Второ, немаат информација дека на таа сметка имаат пари. Еве за ваша илустрација, задолжителниот или задолжителните пензиски фондови денеска располагаат со над 330.000 члена.
А друштвата управуваат во вториот столб со износ од над 23 милиарди денари, што е еквивалент од некои 380 милиони евра. Тоа се навистина големи пари, што представува и некои 5% од GDP на Република Македонија. Тоа значи дека потребата од едукација навистина е иманентна, навистина е потребна едноставно за да луѓето можат да знаат дека утре кога ќе одат у пензија, нема да земат пензија само од првиот столб, од државниот, туку и од приватните пензиски фондови и у крајна линија треба да знаат колку плаќаат и со колкави пари ќе може да располагаат во период од 20, 30 или повеќе години. Така. Еве, НЛБ нов пензиски фонд има, верувам, добра развиена мрежа овде во Штип и секако во Источна Македонија. Каде можат оние нововработените да се обратат? Значи, договор за членување во вториот или во третиот столб може да се случи единствено преку лиценциран агент, кој што има лиценца, која што е дава Агенција за супервизија. Јасно е дека може да се обратат кај нашите агенти, каде што листа на сите агенти е на нашиот вебсайт, или може да се обратат во експозитура на НЛБ Тутунска банка, како во регионот, така и низ Македонијава, и може да се го направат својот избор. Имате интересна комуникација со оние кои што се ваши членови, им доставувате годишно, ми се чини, извештаи. Колку пари имаат на сметката во рамките на вториот пензиски фонд? Како што кажа преска, вкупниот број на лица кои што се во вториот столб е околу 330.000 члена. Износот кој што сите тие лица располагаат е некаде околу 380 милиони евра. Што значи дека во просек секое лице или секој член има некаде околу 1200 евра на своја сметка. Некој повеќе, некој помалку. Сето тоа овиси од висина на нето, односно на бруто плата, која што тој ја прима, односно која што ја плаќа компанијата во која што работи и де факто кои што средства се сливаат како во првиот, така и во вториот столб. Сосема јасно дека поголема уплата значи и повеќе пари на негова сметка. Така. Колку што годините одминуваат, толку и се зголемува фондот на едно лице. Еве да ни кажете, дали може некое лице да ги предвреме земе овие пари? Парите од вториот столб се на располагање со исполнување на услови за старосна пензија. Тоа е значи за жена 62 или 64 години за маж. Но што во случај доколку некој лице почине? Тие се пари лична собственост и јасно е дека законските наследници имаат право на искористувањето на тие средства. Така. Овие пари се сигурни, може да се каже? Да, ја можам со целосна одговорност да кажам дека се сигурни, бидејќи целиот систем е на функционирање на овој систем е да постојат повеќе институции кои што де факто ќе вршат контрола. Ниту друштво може самото да ги пласира средства каде што сака, ниту може да ги пласира во инструменти за кои што само смета дека е, да кажеме, дека е соодветно. Прво постои законска рамка. Законска рамка дефинира инструменти во кои што може да се инвестираат тие средства. Тоа значи дека во инструменти, претпоставам, тоа се облици на инвестирање во кои што може да се инвестираат средства како што се во обрзници од државата. Тоа е отприлика до 80% може од вкупниот износ на средства да се инвестираат во тој облик. До 30% може да се инвестира во депозити на деловни банки, до 30% може да се инвестираат во акции на берза и до 15% во инвестициски фондови. Во странство може да се инвестира до 50%. Оно што исто така е важно, а што треба да се спомне е дека средствата на друштвото, значи на НЛБ на Пензиски фонд, се на една сметка. Средствата на фондот се во банка чувар. Банка чувар мора да е некоја друга деловна банка, каде што се внесуваат тие средства и од каде што друштво дава налог за инвестирање. Доколку инвестирањето е несоодветно, банка чувар има одговорност да врши контрола над инвестирањето, дали се инвестира во соодветен инструмент и во случај на нарушување на тие критериуми, јасно е
превзема иницијатива да го извести и нашиот регулатор. Сосема јасно дека регулатор после тоа ги превзема мерките према друштво, а крајна мерка може да е и одземање на лиценца. Така да друштво не може туку така да располага со тие средства, туку се знае јасно кои се критериуми и начин на инвестирањето на тие средства. Закучивме дека се сигурни парите во НЛБ Нов пензиски фонд. Еве да ни кажете уште нешто за самата кампања која што ја почнавте. Да, тоа можеше или може би требаше веднаш на почеток да го спомнам као нам. Се работи за едукативна кампања, значи оно што сакаме да го постигнеме е да го зголемиме интересот на јавноста, на сите сегашни членови, као и на сите оние членови кои што допрва ќе станат вработени и кои што ќе треба да си го остварат своето право и својата обврска за членување во вториот столб, едноставно да поставуваат прашања. Прашања треба да резултираат со некоја си информација која што у крајна линија ќе треба да го дефинира како нивниот избор, основно разбирање на работењето на системот, досегашна пракса и досегашни резултати од целиот овој, да кажеме, период во кој што функционира систем. Веројатно треба да се спомне дека друштвата се основани 2005, а оперативна работа почна од јануар 2006 година. Значи системот веќе работи 8 години. Значи, не е толку долг период, али веќе не е ни краток период и како што кажав, во крајна линија 380 милиони евра навистина се сума на пари кои што се релевантни за Република Македонија. Така, задоволни сте од она што се работи на терен во Источна Македонија? Да, можам да кажам дека сум задоволен не само од Источна, воопшто секаде, а би бил уште повеќе задоволен да има уште повеќе вработувања. Тоа би значило дека и економијата оди нагоре, тоа би значило веројатно дека и платите како такви растат и така натака, али добро, сега за сега. Така. Според ваше видување на еден обичен работник му се плаќа ли најниската ставка или зависи од компанијата? Ние како информација имаме само лице кое што е вработено и имаме информација за негова сметка. И имаме неговите лични податоци. Каде работи некој лице немаме како информација. Јасно е дека може да се направи анализа во кои рамки или во кои групи може да се, да кажеме, внесе некој лице. Просечна уплата е, ќе ви кажам, е некаде околу 1450 денари, што е износ од некои 15.000 нето плата. Дали е тоа задоволително? Веројатно не е, но со оглед на тоа што кај нас членуваат релативно млади лица, кои што се ново вработени и каде што првична плата е на пониско ниво, може да се каже дека е во ред. Така. Значи, младите кои што ти се вработуваат да се обратат токму кај вас? У секој случај треба да се обратат дали кај нас, дали до МАПАС, дали до другото друштво. У крајна линија, оно што треба да го направат е избор. Така. Еве да ни кажете покрај тоа што постои прв и втор пензиски столб, дали веќе почна да функционира оној третиот столб и дали вие работите со третиот столб? Да, доброволно пензиско осигурување стартуваше во Република Македонија оперативно од јули месец 2009. Тоа значи дека системот на доброволно пензиско осигурување работи веќе некои 4 години. Оно што е као резултат во досегашна работа е вкупниот број на членови од 17.000 и над 230 милиони денари средства кои што се под управување, што е износ од нецели 4 милиона евра. Дали можеше подобро? Значи, ова се податоци за двете друштва, значи, изборувам системски. Дали можеше подобро? Веројатно можеше. Од друга страна, веројатно и економската криза си го направи своето. Третиот столб као инструмент е нешто што е пракса во Западна Европа, некаде 50, некаде и 100 години. И тоа е веќе дел од некоја си финансиска култура, која што де факто и вработените и невработени, и млади, и постари, и повозрасни исто така си ја користат. Така, кај нас вообичаено се применува онаа форма на штедење на парите во банки, отколку инвестирање во доброволниот, тоест во третиот столб. Значи, постојат повеќе начини или повеќе облици на штедење. Кај нас повеќе од 90% од средства, веројатно и повеќе од тоа,
се фокусирани во банките. Ако ништо друго, барем сигурноста во финансиски систем е на релативно високо ниво, нашите банки се сигурни, но и нашите луѓе исто така треба да станат свесни дека постојат и други продукти во кои што може да се штедат, бидејќи и самите продукти се различни. Така, кредит за автомобил и кредит за стан не се исти као продукти, така и самото штедење. Едниот облик на штедење е депозит, кој што може би утре ќе се искористи, пензиско штедење ќе се искористи за времето на пензија. Тоа ви гарантира и сигурност и на стари години. Да, дефинитивно. Така. Да, еве кон крајот сме на емисијата, да ни кажете во вашата кампања каде се ќе биде опфатено, односно ќе одите во други градови? Да, вчера имавме еден настан на плоштад Македонија во Скопје, кој што беше де факто вовед во следниве 6 дена и тој требаше да иницира, повторно ќе кажам, прашања кај населението. Еве денеска сме Источна Македонија, ќе одиме и во другите градови, ќе се обидеме да ја поминеме цела Македонија и на некој начин да го зголемиме интерес воопшто за пензиско осигурување, конкретно за вториот столб, значи за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување. Се надевам дека ќе има да кажеме отповик во јавноста и дека луѓе у најмала рака ќе се обратат во експозиторите на Тутунска банка, каде што ќе може да ги добијат, ако ништо друго, сублимирани прашања, односно сублимирани одговори на некои елементарни прашања кои што ќе значат информација повеќе. Еве што ќе им порачате на нашиве граѓани и едни ваши потенцијални членови во НЛБ Нов пензиски фонд? Значи, можам само да ги поканам да ги посетат експозитурите кои што Тутунска банка ги има во сите поголеми градови и каде што ќе може да ги добијат оние основни информации за пензиско осигурување. Се надевам дека потоа ќе имат уште повеќе прашања за кои што ќе се обратат и до нас. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Став. Наши ваш гостин беше Давор Вукадиновиќ, директор на НЛБ Нов пензиски фонд. Ви благодариме на вниманието и секое добро.